Обвинени е за 3 лица за организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти. За 20 до 25.000 евра обвинетите им давале фалсификувани патни исправи на мигранти, ги пренесувале преку државната граница и им обезбедувале целосно патување преку земјите членки на Европската унија и Доминиканската република до земјите на крајната дестинација САД и Канада. Врбувањето мигранти и нивното криумчарење обвинетите го вршеле во периодот од јуни 2016 до август 2018. Групата плаќала автобуски и авиобилети и плаќала за временно сместување на мигрантите. Обвинетите веќе се наоѓаат во притвор, а обвинителството за организиран криминал бара продолжување на притворот. Осумничените како организатори на криминалната група го планирале бројот на илегалните мигранти, обично од 20 до 4, кои требало да бидат криумчарени, го договарале временскиот период и рутата по која ќе биде реализирано криумчарењето, како и локациите на кои во текот на криумчарењето мигрантите времено ќе престојуваат. Во последниве 3 месеци беа пресечени неколку канали за криумчарење мигранти. Иако мигрантската рута официјално е затворена, секојдневни се обидите на голем број мигранти преку земјава да стигнат до западноевропските држави. Од МВР вела дека се во комуникација со нивните грчки колеги и дека нема најави за нов поголем бран. Во 2018 споредено со 2017 имаме зголемен број на обиди за влез во Република Северна Македонија, но морам да потенцирам дека е тоа многу далеко од она што го имавме во оние кризни години пред неколку години кога имавме голема мигрантска криза. Но во секој случај сега сме и многу поопремени. Ние постојано сме во комуникација со полициите на пријателските држави и од она што го имаме како информација, ние постојано следиме ситуацијата, но нема податоци кои што би требало да загрижуваат или кои што да навестат некоја голема мигрантска криза. Пред само неколку дена, мигрант загина во несреќа кај Удово, кога скокнал од возилото плашејќи се од полиција. Според проценките, над 1 милион мигранти поминале низ земјава за време на бегалската криза, а досега околу 30 го загубиле животот на територијата на Северна Македонија.